барање на Македонската асоциација за рударство е да уште еднаш се преиспита казнените одредби за непочитување на одредени услови исполнување на услови од концесиите за детални геолошки истражувања и за експлоатација, затоа што се огромни казните и се стекнува впечаток дека малку треба да се погреши, а да се изгубат концесиите, што значи губиток на значителен капитал на оние што го вложуваат. Едно многу значајно прашање кое го потенциравме и бараме да се разјасни е вадењето на песок и чакал од речните корита, кое според новата законска регулатива потпадна под Министерството за животна средина. Министерството за економија нема или има сосема мал удел во тоа и констатирано е дека се ставаат во неравноправна состојба оние кои експлоатираат песок и чакал од речните корита и практично плаќаат многу малку за тоа, и оние кои вршат редовна експлоатација на материјали за градежништвото. Кој не е штетата? Ем испорачуваме неконтролиран квалитет, ем вршиме нелојална конкуренција на фирмите кои легално плаќаат, почнувајќи од концесијски надомест и сите давачки кои се пропишани со Законот за минерални сировини. Во Македонија се уште, по наше мислење, непотребно се увезуваат градежни материјали, производи од глини, значи тули, затоа што многу циглани во нашава земја или се затворени или се наоѓаат во многу лоша состојба. Си дадовме задача да заедно со Собранието на Стопанската комора и владата да видиме како може да се подобри овој сектор, затоа што ќе се решат многу проблеми. Ќе има експлоатација на материјали на глини за градежништво, ќе се плаќаат надоместоци, ќе имаме домашно производство, нема да имаме увоз, ќе имаме вработеност во секторот за градежништво, за производство на градежни материјали, и сите тие работи се мултиплицираат и сметаме дека иницииравме еден проблем на кој треба значително да работиме во наредниот период. Инаку, скоро сите оценивме дека, бидејќи помина 3 месеца од ова година, оценивме дека тенденцијата на добро, нормално производство во 2013 година очекуваме во индустријата за рударство. Скоро сите рудници се оптимистички настроени дека барем она што е планирано и ќе се оствари, и на тој начин ќе се потрудиме да и во текот на целата година влијаеме да ние да позитивно влијаеме на општиот раст на индустријското производство во земјава. Купно на ниво на стопанство имаме 1,9% зголемување за првите 2 месеци од 2013 со однос на 2012. Во нашиот сектор рударство и вадење камен имаме зголемување од 17,8%, кое што според статистичките податоци, тоа е делот каде што се варовничките камења, што се глините, гипсот, значи вадење на неметални минерални суровини, кои што минатата година немаше толку голема количина извадено колку што оваа година, или базата е многу мала и затоа овој скок е толку голем. Крајно време и Македонија да се вклопи со другите законски одредби кои се во други држави, Бугарија, Косово, Албанија, Турска, каде е забрането експлоатација на речните корита, односно на песокот од речните корита и од земјоделски површини. Кај нас, обратно, све повеќе и повеќе се уништува овие богатства кои ни се дадени од Господа, кои ние не знаеме да ги сочуваме, поради кое имаме и драстични поплави во долниот Полошки регион, кај селата, Севичино, Шемшево, Копањце, Јегуновце, све од таа штета што се нанесува, што се уништуваат речна корита на ваков на тој дел.